Ова е недела во која Брисел испорача извештај за напредокот на Македонија на патот кон Европската Унија. За многумина овој извештај е еден од најлошите. Особено се детектираат слабости во битката против корупцијата, криминалот, а и една од најслабите карики е состојбите во македонското правосудство. Иако официјално се уште не е почната изборната кампања, очигледно дека партиите веќе се растрчани на терен. Во ово издание на Трин гостин во емисијата ќе биде колегата Джелал Незири. Добро дојдовте. Добро е, Најдов. Незири, неделава поставувањето на споменикот со УЧК во Сопот, дали тоа е обид за изборен ширење и подигнување на изборен национализам, а при тоа од друга страна она што подолг период се говори во државата дека се создава повторно атмосфера на албанофобија. Од тоа село Сопот, после Втората светска војна, биле убиени 50 мина селани таму. И во нивна чест се целата тој меморијален центар бил изграден од индивидуални донации. Значи не било тоа нешто институционално организирано. И дали тоа било употребено за политички цели, ние знаеме дека политичките партии се склони да искористуваат се што може да се користи за да придобиват што поголема поддршка. Но јас не гледам дека тоа е можеби дел од некој сценарио за подгревување на меѓунационалните односи, за влошување на меѓунационалните односи или за пренасочување на вниманието од реалните проблеми кон можеби фиктивни проблеми за кои што сме биле сведоци во минатото. Нели, пред секои избори во минатото ние сме гледале тепачки по автобусите, ние сме гледале, не знам, шовинистички транспарентни извикувања од трибините низ спортските надпревари. Сме гледале тепачки по улиците. И сето тоа било во функција на изборите. Очигледно погрешни беа проценките и предвидувањата на лидерот на Дуја Ахмети дека до крајот на октомври ќе се изгласаат уставните промени, дека Груевски можеби ќе се врати во земјата. Дали ова може да биде и вовед за постепен пат на интегративците и дека на следните избори всушност Дуј ќе замине во опозиција, имајќи во предвид дека како кај албанскиот блок да се окрупнува опозицијскиот табор, сите против Дуј Али Ахмети? Да, факт е дека за прв пат се случува опозицијата кај албанците да се обединува кон една платформа, околу една идеологија и да се обидува сите тие опозицијски сили да ги окрупнува и засили во пресрет на следните избори. Дуи сепак останува, според последните мерења на јавното мислење, останува главна партија кај етничките албанци, но дали ќе замине во опозиција, јас сепак мислам дека за тоа треба да ги почекаме изборните резултати и изборните математики. Освен опозицијскиот блок, можна е коалиција на етничките албански партии кои што се во власта. Освен Дуи се и Алијанса за албанците, ДПА и можеби некои други помали политички партии кои постојано се формира. И според моје мислење тоа е здраво за демократијата. Господин Незири, депласирана е темата околу враќање на Груевски во Македонија. Тоа е ставот на премиерот Ковачевски. Тој треба да се соочи, Груевски екс-премиерот и бегалецот во Будимпешта, треба да се соочи со правдата. Може ли да се говори за дека е темата депласирана и дека правда има за сите? Се додека имаме ваква поларизација во општеството, затоа што нели сме критикувани од страна на Брисел во последниот извештај. Се додека политичките партии повеќе мислат дали ќе го задржат сегашниот рейтинг
на наредните избори, па ќе победат за да состават влада, а не мислат за последиците од неиспорачување на или неисполнување на сите тие обврски кои што ние ги превземаме како држава преку меѓународни договори, како што е тој со Бугарија, поточно през францускиот предлог, мислам дека на сцена или како план Б се појавува ваков амбиент кој што е типичен балкански, се појавуваат балкански начини или макијавелистички начини за средување на нештата тука кај нас. Последните анкети покажуваат дека опозицијата предводена од ВМРО-ДПМН е во предност во однос на СДСМ, но изборните математики не секогаш може да бидат точни, имајќи во предвид дека на последните избори ВМРО-ДПМН победи кога беше Груевски, но сепак влада формира Заев и Ахмети. Дали убеденоста на лидерот на ВМРО-ДПМН Мицковски дека тие ќе бидат идната влада која ќе донесе прогрес за државата е базирана врз пред се расположението меѓу граѓаните, незадоволството пред се, или пак власта е толку немокна да испорача резултати? Мислам дека има негативно, тоа е факт, негативно расположение во јавноста против актуелната власт, што од политички агол го има максимално тоа незадоволство искористено опозицијата. Особено тоа задоволство се потпира на овие тешки договори и компромиси кои актуелната влада ги постигна и со Грција, но потоа и со Бугарија. Кон ова придонесува и трите последователни вета што ова влада се справуваше. Значи имаше вето од Грција кој што се надмина, потоа наместо брза лента за влез во Европската Унија доби француско вето заради методологијата на преговорите. Кога тамам јавноста помисли дека и оваа пречка е отстранета и треба да ги почнеме тие преговори, вие имате трето вето. И ова трето вето предизвика сериозно ниво на евроскептицизам во јавноста. Има најниска поддршка во моментов за интеграцијскиот процес во Европската Унија кај нашата јавност. И, нели, опозицијата ова расположение го материализираше преку политики со кои што се нагласуваше одбивањето и на договор со Бугарија и на францускиот предлог. И преку оваа политика на одбивање на францускиот предлог, на одбивање на гласање на уставните измени, фактички опозицијата постигна еден рейтинг со кој се чувствува комотно дека следните избори ќе ги добие со огромна разлика. Но сепак и вие рековте дека секоја политичка партија на денот на изборите почнува со 0 гласови. До тогаш не се знае како ќе се одвиваат работите, дали ВМРО-ДПМН ќе успее да остане на овој став, кој што иако изгледа нефер изграден, зашто е основан, е базиран на одбивањето на францускиот предлог, сепак тоа е реалност, дека тој став на ВМРО-ДПМН им носи гласове и ако обстане на истиот, може и да победи на следните избори. Но дали потоа ќе може да формира влада, тоа зависи претежно од коалицијскиот капацитет на ВМРО-ДПМН, зависи од тоа
колку нивните партнери во албанскиот блок, здружени во албанска опозиција, ќе освојат доволен број на пратеници за ВМРО да состави влада со нив, како што најавува, или пак ќе биде потребно, освен нив или без нив, да влезе во преговори со ДУИ за да се состави една таква влада. И дали тие преговори потоа ќе резултираат со успех, тоа е уште едно друго прашање за кое ќе треба да чекаме до после избори за да дојдеме до одговор. Затоа мислам дека иако се чувствува комотно ВМРО ДПМН во актуелниот рейтинг, сепак не е ништо сигурно до денот на изборите. Нештата може да се сменат, особено ако земјата ги отвори првите поглавја во процесот на интегрирање во Европската Унија. Што според тоа што беше најавено во последниот самит во рамки на Берлинскиот процес во Тирана, Европска Унија ќе се отвори постепено или ќе го интегрира регионот постепено, така како што ги исполнуваат реформите, така и ќе имаат пристап до структурните фондови, ќе имаат пристап до заедничкиот европски пазар и така натаму. Значи овој или фондот за развој, за раст на Западниот Балкан, исто така може да има влијание до изборите после 5-6 месеци. Може нештата да бидат сменети, но ако се врати ветото, мислам дека тогаш тогаш нема да има простор дека власта, следната власт, било која да биде, ќе може земјата да ја носи кон посветла иднина, кон прогрес, без разлика дали ќе ги добие можеби поголемиот дел од пратениците, дали ќе има можеби сама пратеници да состави влада, но тогаш ќе биде многу тешко за државата за да можеби да смета на посветла, перспективна иднина. Благодарам за гостувањето. Благодарам за поканата. Следовте разговор со колегата и новинар Джелал Незири.